Обдукција има, ама пишана трага и документи нема. Директорот на клиниката Неџади Јакупи и директорот на судска медицина Александар Станов за Алфа потврдија дека обдукцијата за 60-годишната жена за која вчера Алфа објави е направена, но за жал семејството се уште нема никаков документ на кој стои од кои причини пациентката починала. Повеќе од 2 месеци торакална клиника не доставила одговор на семејството од што починала пациентката. Од судска медицина за Алфа потврдија дека наодот е готов. Директорот Александар Станов појасни дека се сеќава на семејството и дека им било кажано дека пациентката починала од излив. Според протоколот, резултатите од наодот одат кај барателот, во случајов торакална, па Станов упати одговорите на писмено да ги бараат таму и да поднесат кривична, доколку имаат индиции за лекарска грешка. Директорот на торакална Неџади Јакупи во телефонски одговор за Алфа вели дека доколку семејството се обрати ќе им биде доставена обдукцијата. За жал, семејството на писмено се обратило уште на 20 октомври, но одговор се уште нема. Од 4 септември, денот кога починала сестри, до денеска, Наташа Ценова очајно бара одговори. Таа се уште не може да се соземе од односот на медицинскиот персонал на торакална и од сликата што ја затекнала при посетата на сестра си. Дојде до контакт до докторот, односно директорот на клиниката за торакална хирургија и во петок 1 септември на дрздок и крајно арогантен начин, неколку минути му одвил од времето, само му кажал пациентката не била за таму, он ни правил услуга, требало да се префрли на гастро. Ве молам, каква услуга, тоа му е работа, нема каква услуга, кој му барал услуга. И вика, ќе префрли во понеделник на гастро и вака со раката дрско, ајде да ме излегувајте од канцеларијата и рекол ќе напишам налог да останете да ја посетуват овие 3 дена. Семејството Ценови од Скопје во агонија повеќе од 2 месеци лутајќи по одговорите, како од скршеница на рака пациентката завршила на торакална, каде што само по 2 недели починала. Пред да почине, семејството било информирано дека треба да биде преместена на гастро, а од што ја лекувале и од што допрва требало да се лекува, никој ништо до денеска не им одговорил.